Почитувани гледачи, добро вечер. Добродојавте во уште едно издание на платформата за борба за вистина и борба против лажните вести Проверитас. Во вечерново издание седмо поред. Останете со нас, бидејќи ова вечерва нема да биде само интервју, туку ќе биде и едно сведоштво. Ке зборуваме за цената на јавното служење, за дигиталното насилство врз жените во политиката, за европската агенда на Македонија и за личната борба да останеш достоинствен кога си цел на најниски удари. Во едно време на засилени напади, лажни вести и организирани кампањи на омраза, во студиото ни гостува жена што не отстапува. Викторија Тареков, заменик министер за европски прашања. Добро вечер и добро дојде во Добро вечер, благодарам на поканата и благодарам на можноста да се слушна и оваа страна на вистината. По секој случај сте еден од гостите кој што можеби е и најпогоден за самото постоење на овој подкаст, со оглед на тоа дека Викторија често пати знае да биде жртва на напади од секаков вид на медиумите. Говорам за лажни вести и за лажни информации. И ни е драго што се приклучуваш во борбата за вистински вести и за борбата против лажните информации кои што се во македонскиот етер. Се надевам дека во наредниве минути ќе го задржиме вниманието на граѓаните. Ајде да почнеме со сето она што е најинтересно според мене. Како се справуваш со тоа да си жртва на координирани напади преку лажни вести или некои одредени други форми на говорна одмор? Тука има тука има две димензии. Првата димензија е Викторија политичарот или Викторија професорот од универзитет. Во тој случај воопшто не ме погодуваат ваквите навреди, да кажам, затоа што тоа се ботови најчесто од еден ист центар кој што таѓат и да не се од ист центар се креирани и матрицата е таа. Така што на нив воопшто не му давам некакво значење, ниту пак имаат некаков си допир со мојот живот и делување. Сметам дека таа токсичност конечно ние треба да ја надминеме во државата, затоа што баш таквото однесување нас не донесе во една кал во која што никако не можеме да излеземе од тоа. Но има една друга димензија која што вика Викторија мајка на две деца и Викторија која што е сопруга и Викторија која што нели е жена дел од политичкиот живот на државата. Во таа димензија сметам дека се справувам добро со мизогинија, која што е нели процес на женомрзачи и така натаму, некоја одлика на 17 век, не на 21 век, но она што е навистина поразително е тоа што ние се уште сме заглавени во тој 17 век, особено на социјалните медиуми и особено на така да кажам тие лажни вести кои што ни се сервираат. Дел од граѓаните сум сигурна дека едноставно не обрнуваат внимание, но она што е поразително за нас како нација е што една жена која што се појавува во политичкиот живот, која што делува, која што сака да смени нешто, е мајка на две деца и така натаму, треба да си чита секојдневно нешто за кое што е дел од еден процес наречен на мизогинија. Така што мислам дека треба да сите да го надминеме тој еден таков процес, затоа што јас ниту сум таков човек, ниту пак ќе дозволам некој да ме вовлече во атмосфера на негативизам и на навреди. Треба еднаш за секогаш да престанат хајките против нечие семејство, против нечија личност и така натаму, особено против жените кои што се дел од политичкиот живот, без разлика од кој ентитет политички доаѓаат во државата. Гледам напред и сакам да помогнам на државата колку можам и во незините евроинтеграции, затоа сум убедена дека сум на правилниот пат. Дали имало моменти кога си била цел на организирани напади кои што тешко си ги доживела во моментот и кои што те натерале да се посомневаш дали вреди да се продолжи со целата оваа битка и војна која што е водена? Јас како стапи на функција заменик министер за европски прашања сум постојано мета на напади оркестрирани, како што кажав и претходно, кои што доаѓаат веројатно од еден ист центар и ги смислуваат неколку луѓе седнале на маса, се договориле, ајде сега Викторија ќе ја напаѓаме. Зошто? Затоа што Викторија претходно била многу дебела, затоа што имала вишок килограми, затоа што не знам, била плава, црна и така натаму, ама сега е ослабела после толку време, некој се 70 кила, па може да кажеме дека еве конечно некој помогнал да ослаби, што не е така лошо, прво да бичеклистки тука да го расчистиме моментот, затоа што секоја жена знае колкава е борбата со вишок од килограми. Прво. Па и ние мажите по мене се гледа. Да, ама жените ние малци по сентиментално го разбираме тоа. Второ,
знаеш, кога ќе се случат некои процеси здравствени кај секоја жена, борбата е навистина многу голема и многу, како да кажам, многу голема жртва треба да направи за да успееш во тоа. Јас сум горда на тоа. И супер што објавуваат слика пред и потоа, затоа што потоа може да се види дека сум константен карактер кој што ако реши нешто да направи, го прави до крај и тука завршува секоја приказна. Браво. Второ е многу е ниски се ударите кога за тебе зборуваат дека ти имаш, дека си плава, дека си црна, дека имаш ваков нос, не знам, некој дел од телото не ми се допаѓа, но и тоа ќе го оправдам до одреден степен затоа што сите очи исто не гледаат, така вика дедо ми. И се тоа супер, не може и не треба да се допаѓаме до сите, но она што најмногу во целата ситуација е поразително, пак ќе се навратам на тоа, е што ние сме во еден друг век кој што одамна требаше да го надминеме. И мислам дека во 21 век ние да разговараме за мизогинија, каде што секоја жена е напаѓана затоа што на лево се исчешла, навистина не е во ред. Дали ме одвратило? Токму од групација на луѓе и центри, како што викаш ти, на моќ, кои што во јавноста се декларираат како големи демократи за права на човек, нели? Тоа сакав сега да го кажам. Права на жени, на сите тие работи. Истите тие нели го прават ова? Да, ние правиме анализи и нашите анализи покажуваат дека воопшто еден граѓанин кој што живее македонско секојдневие, воопшто не му е гајле дали Викторија била дебела или слаба претходно, ниту пак може и сака да се занимава со мојот изглед. Секој еден граѓанин за кој што плаќа за јас да бидам дел од оваа влада и така натаму, го интересира колку Викторија се работила на патот на евроинтеграциите, односно она што му било дадено како доверба од премиерот на државата. И навистина сум срекна што граѓаните веќе не паѓаат на такви финти или на такви навреди каде што се омаловажува една жена која што е дел од политичката сцена. Сметам дека македонскиот народ е многу паметен народ кој што знае да оцени, кој што знае да провери, да е сомнителен за одредени работи и мислам дека самиот народ воопшто не е загрижен тоа што група на 10 луѓе, друштво на мртви поети седнале и разговараат за тоа Викторија колку ослабела или се здебелила, дали била ваква или онаква, и не паѓаат на тоа. Но, она кое што ми го постави на почеток како прашање, тие се баш тие кои што се најгласни, кои што добивале претходно и европски пари, и американски пари и така натаму, да ја шират таа некаква си вистина, за која што на крајот на денот гледаме дека се сведува само на личен интерес нивни и на она кое што сакаат да го направат да биде еден нивни делокруг на делување, но сигурна сум дека останува меѓу тие 20 луѓе кои што можеби си ги препуштаат, еве сега што и направивме на Викторија, објавивме и така натаму, си ги лечат комплексите, но како и да е, јас и за нив ќе работам да биде добро во државата. Токму тоа ми е впечатокот. Мислам дека те напаѓаат од причина што си многу активна, што имаш голем придонес во функционирањето на владата. Но еве сега правиме една сентимент анализа, тие всушност не допираат до мислењето јавноста дали се дизајнирани само за вас. Да го облечат вниманието, нели? Да, мислам дека нападот е генерално насочен на мене, лично, за да ме вратат од намерата да бидам човек кој што упорно ќе си го работи она за кое што е платено од самите граѓани. Нема да ме спречат во тоа. Оние кои што лично ме познаваат знаат дека јас сум човек кој што долго време и не живеел во државата, се школувал и вложувал во себе малку во една друга матрица надвор од 17 век, на 20 луѓе кои што нели вреѓаат и така натаму. Јас нема да ме поколеба ништо она кое што прво ми е дадено како доверба од премиерот, да бидам дел од овој владин состав, а друго нема да го изневерам довербата на граѓаните. Сите оние граѓани кои што гласале ВМРО ДПМН е да биде дел од влада и ВМРО ДПМН е да биде надежта за подобра Македонија. Така што јас нема да се откажам од сето ова, може да ме навредуваат и понатаму, а сето она кое што мислат дека и понатаму може да го креираат, ќе остане, како што кажав, дел од тие една мала група на, како да ги наречам, мизогини кои што можеби до 12 се мразат себе, а после 12 сите жени кои што ги обкружуваат. Дали мислите дека треба да се започне на кампања мизогенијата да се исфрли од јавниот дискурс? Не сте само вие жртва на... Да, јас сум голем борец за правата на жените и тоа сум го разговарала и со многу меѓународни организации, особено кога почнале нападите кон мене.
првенствено претходно сум била дел од многу проекти меѓународни, кои што еден дел се занимаваат и со женските права, особено за влијанието на жените во политичкиот живот. Така што веќе разговарав со неколку меѓународни организации, сметам дека тоа е единствениот начин каде што вакви мизогини можат да останат на дното каде што се, а можеби да влезат и во блатото кој што сакат нас да не вовлечат. Не смееме да го дозволиме моментот да не вовлечат во тоа блато, но од друга страна сметам дека сите заедно со помош и на мажите конкретно треба да конечно еднаш за секогаш да прекине сето овој негативизам кој што го има по социјални медиуми, затоа што тоа пак пречи на функционирањето на државата. Ова не води никаде. Не е важно Викторија каква е и што е, важно е колку Викторија ќе придонесе на патот на евроинтеграциите. Не е важно дали Жаклина Пешевска како председател на Унија на жени на ВМРО ДПМН е плава или црна, туку е важно колку таа Жаклина се бори против се ова што се случува по социјални мрежи и колку е сето тоа, како да кажам, има последици во јавниот живот. Сметам дека секоја жена се поистоветува со нашиот говор на омраза. Јас ги повикувам вака и јавно да ни се приклучат во борбата против вакви мажи или мажулиња, како и да ги наречеме. Може и жени се. Беа научени на еден таков систем каде што не знаеа што се, но сега конечно ќе може да се изразат. Знаеме што е машко, што е женско. Да се изразат, така што од пред скоро време веќе имаме само машки и женски пол, така што ќе имаат можност и тоа да си го кажат. Кога почнаа сите овие оркестрирани напади кон тебе лично, што ти беше првиот инстинкт? Молчење, реакција или институционална одговорност? Јас имам многу голема семејна поддршка во сето ова што го работам, и од сопругот, и од родителите, и од сестра и така натаму. И првиот момент е, ајде, сега знаеш како оди тоа, ти си дете кој што е растено во медиум и така натаму. На почеток молчев, затоа што сметав дека, на некој кој што не се потпишал со име и презиме, не треба да се одговара. Например, разговарав и со професорот Росоклија, сите го знаеме професорот Горас Росоклија, кој што живее и работи во Америка и е дел од сега еден многу успешен тим за Нобелова награда за откривање на една вакцина. Да. Јас обично се консултирам со различни профили на луѓе, почнувајќи од дедо ми кој што има 90 и кусур години и не знам, различни профили кои што делуваат на различни области и не се партиски активни, за да може нели да го слушнам цело мислење. Професорот Росоклија ми вика, Викторија, пред Facebook ние вика бевме нација пред на камен, седнувавме, си кажувавме кој што дали ја виде што направи така натаму. Сега вика од кога постои Facebook и социјалните медиуми, ние сме станале нација вика на машки тетки. И што сме станале нација на машки тетки, туку со објавата, со сите тие објави без име и презиме, значи дека машкост се изгубила некаде измеѓу пишуваните зборови. Не правиме мловец за джентлмен однос, нели? Каков треба да си има однос кон дама и сите тие останати. Да, сите вика тие кои што претходно нас ни држаа лекции како треба да изгледа еден однос или не знам се сметаат себе си за не знам величини кои што растеле на водно од претходниот систем, подарени куќи, станови и така натаму. Сега вика тие не може да судат за чисти луѓе во политичкиот живот кои што влегуваат и сакаат да ја помогнат на државата, така што нели? Да, баш на тоа и мислеше и така што се водам некогаш од инстинктот, но најчесто знам да послушам постари луѓе кои што биле и се дел од јавниот, политичкиот, општествениот живот, не само кај нас, туку и делуваат и надвор од тоа, и тоа многу ми помага во тој домен. Се размислува за институционална борба, да, и тоа ќе го започнам, затоа што сметам дека полека ние како влада ја враќаме довербата во институциите и во ефикасноста на институциите, и на тоа размислувам, но пак ќе кажам, кога немаш име и презиме и си, не знам, најчесто никнејмот зборува за тебе. Да, кој си што си. Да, кој си што си. Никој ништо практично во целата работа и се лечат одредени фрустрации. Тоа. Но тоа го прават мрежите, како велат, често пати знаеме тоа да го потребиме, вика во шега, вика пред да излезат социјалните мрежи, така на шега го кажуваат, само моето семејство знае дека не сум добар со главата, вика се сите знаат. Баш е тоа. И тоа се луѓе кои што со намера, со зла крв, со зла приказна влегуваат во целата таа работа, буквално персонално да ме навредат. Меѓутоа, токму моето следно прашање поврзано со тоа,
Што мислиш, колку од нападите се насочени заради тоа што си жена или заради тоа што си функционер? Пред се мислам затоа што сум жена. Тоа е онај момент кој што мене ми смета. Не е во ред да се вреѓаат или не знам да се лепат разноразни етикети затоа што жена сака и се бори за женските права, дали тоа ќе биде политички или општествен живот во државата. Не е во ред, пак ќе кажам и тој на почетокот го кажа, без разлика од кој политички ентитет доаѓа, не се во ред на вредите кон жената, односно веројатно на таков тип на мажи им смета гласноста на жената. Не сме во 17 век, каде што нели жената имаше сосема различна улога, се наоѓаме во 21 век, каде што треба да бидеме еднакви пред можностите, без разлика дали сме мажи и жени. Полот апсолутно нема влијание, напротив, жените имаат поголема емпатија од мажите кога се работи за одредени одлуки. Низ историјата на нас гледано. Мажите во кажа се па машки тетки кога се седнат да говорат, говорат и здраво говорат. Да. Па мислам дека се и подобри говорачи од жените, мажите. Па да. Така што сметам дека вака и низ историјата гледано, жените навистина го воделе тој бајракот на промените. Така што секој оној кој што малку повеќе читал, сакал и видел, гледа дека жената навистина низ историјата, а и ден денес се бори за своите права. Не е во ред да се вреѓаат жени затоа што се жени, ништо останато, а околу политичкиот живот тој е дел од европската агенда. Слобода на говорот. Не, окей, ти можеш да кажеш дека не се согласуваш со моја одредена политичка одлука, мојата работа и така натаму, тоа е веќе слобода на говор. Така што мора да ги разграничиме и двете работи. А злоупотребуваат така, слободата на говор. Апсолутно се злоупотребува. Токму со овие приказни. Да, мојот личен став е дека мора да се почне да се работи на доверба и на уривање на табуата и треба да се користат, не знам, економијата, трговската размена, културата, образованието и така натаму и да се покаже дека ние конечно сме го надминале моментот на блатење некого или на вреѓање на нечие семејство, на некој лично жена и така натаму и да покажеме конечно една друга димензија на делување. А токму говорот на омраза вела дека практично се состои од два клучни аспекта, едниот е непочитување на другиот и наштетување на другиот. Тоа се главните приказни за тоа. Како велат да вака слободно да се изразам бидејќи сме на подкаст, нели? Велат дека барем во Македонија велат селјаците живеат во град, а селаните живеат во село. Селани се луѓе кои што нели се честни ваму таму. А селјак како категорија векаат во Македонија дека оној човек кој што нема никакво однесување и не знае да се однесува кон другите луѓе, нецивилизиран, некултурен. Значи можеме слободно и во таа група да ги ставиме. Да, во секој случај менталниот склоп е тој и мислам дека навредата всушност говори за тој ментален склоп на кој што се упатува не за тој кон кого е адресирана навредата. Јас сум го одбрала овој пат и ќе работам секако посветено за сите, вклучително и за тие што ме навредуваат и не ми пречат навредите искрено. Не им обрнувам внимание, гледам како да создадам нешто, да направам нешто добро за граѓаните. Јас всушност сум и платена од парите на граѓаните и тука секој нареден момент лево или десно завршува за мене. Првата девиза во која што јас прифатив да бидам дел од оваа влада и да делувам политички е дека можам со својот личен капацитет и со образование и со искуство да придонесам за доброто на граѓаните и посветено работам на тоа. Дали мислиш дека Викторија можеш покрај приказнава која што ја водиш во Министерството, добро ја водиш, ќе говориме подоцна и за тоа, дека имаш снага, енергија преку твоето министерство да ја предводите оваа битка? По крајна линија да го подобриме нашето општество, да ја изфрлиме мизогенијата од дискурсот, едноставно да ја нема. Да, јас делот таа институционална борба која што претходно спомнавме, јас ќе направам и ќе направам не само затоа што е Викторија навредувана, туку затоа што е навредувана и Жаклина и Милена и Благица и така натаму, секоја една жена која што живее на ова македонско тло со помош на нормално Европската унија, но тука и секако ќе ги активира веќе и жените во Европската народна партија, затоа што па и чело на Европската унија во моментот се
доминантни жените, така што некако тука сите се пронаоѓаме во таа приказна. А и ние имаме председател на држава жена, нели? Секако, тоа сакав да го кажам и председателката која што нашиот потекст за избирање на жена председател во државата е навистина поздравен не само од европско тло, туку и американско и така натаму. Така што ние заедно можеме многу да направиме и сите овие вакви, како да кажам, од продоци од минатото може и да исчезнат преку ноќ, затоа што жена ако ти се намерачи нешто да направи, тоа тоа велат. Тоа е белјата. Тоа секој, женска белја, како беше тоа, женска белја. Дали мислиш дека политичарките се мета на посебен вид на дигитално насилство или сексистичка дезинформација? Што говорев на почетокот на пака да го обично, нели, што е првиот момент, видија каква е или сега да не употребам некои потешки зборови, Викторија е ова, Викторија е она, некој што не те ни знае, не те ни познава во животов, нити па некојаш направил муавет со тебе. Најинтересно е што јас секогаш ги побивам сите тие работи кога ќе ме запознаат луѓето. И тоа некако ми е водилка како понатаму и верувајте ми дека она што го праваме, секој некој што ќе побара средба кај мене, јас го примам. Чисто за да луѓето не може подруго да им докажеш на луѓето освен со работа и резултати. Тоа е мојата девиза на делување. Така што не често, но се случува да ми речат па ние подруго мислевме за тебе. Ти вака сега и лажи медиумот. Без разлика дали е социјален медиум или не знам баш електронски медиум и така натаму, лаже тоа, но многу ми е важно прво што мислат дома, а второ најбитно е во секој случај. А второ луѓе кога ќе ме запознаат знаат дека може да рачунаат на мене. Јас сум една од сите тие граѓани кои што дале доверба на оваа влада. Прво. Второ, јас сум иста како и сите оние кои што купуваат во маркети заедно со деца. Јас исто да го правам, не знам, одам во Охрид на одмор, купувам исто на исто место каде што нормален живот како сите нормални луѓе. Јас не сум човек кој што, не знам, пати од комплекси дека сега сум била на некаква си функција, кој што секако е менлива и минлива и така натаму, па сега треба ние нешто тука. Не, наси така и такви насоки ни се дадени од првиот човек на владата, дека ние треба да бидеме една или еден од сите оние кои што гласале за нас и ја дале довербата, кој што навистина беше огромна последните избори, а знам и сигурно сум дека сега ќе се повтори со локалните избори. Така што кога говориш за првиот човек на владата и владата, дали доби доволно поддршка од системот кога беше напаѓана? Да, јас морам исто така да се заблагодарам на сите оние колеги кои што се дел од владиниот кабинет, но и сите оние кои што посредно или непосредно сме делувале претходно партиски и така натаму, особено од жените. Ја добив поддршката затоа што секоја една, па ќе кажам, жена се препозна во сите оние напади и заедно некако дојдовме до заклучок дека треба да ставиме крај на мизогинијата која што некаде доаѓа од 17 век и примитивизмот да го ставиме во едно друго време и дека она кое што нас треба да не води понатаму е само работа и само работа. Дали постојат реални механизми преку кои може институциите да реагираат на вакви случаи? Апсолутно постојат. Тоа го прави и Министерство за внатрешни работи, но и судовите и така натаму. Немам се уште јас сум дел од тие 2% кои што не верувам многу во судовите, но сметам дека работите одат на подобро. Ние ги отвараме институциите да бидат отворени, транспарентни и објективни спрема граѓаните. Така што јас како Викторија Трајков која што живее во општина Аеродром и така натаму ќе поднесам одредени ќе се обратам до институциите, нели, за да ја истеркам и таа институционална борба против ваквото насилство, како се вика, дигитално насилство против жените, особено затоа што сметам дека имам голема поддршка од секоја една мајка, ќерка, учителка, професорка и така натаму, која што се пронаоѓа во навредите, особено за тој мој личен изглед, каква сум била претходно, а каква сум сега. Па тоа е најубавата реклама, може би, тие прават. Да, многу е лошо кога некој судија не ја знае личната борба со сето тоа. Доволно е за да разговараме. Ти си многу повеќе од овие напади да зборуваме за актуелни теми, нели?
Ајде малку за твојата професионална кариера. Што е твојата главна мисија како заменик министер за европски прашања? Да, во моментот претходно секретаријат за европски прашања, сега веќе со новите министерства стануваме Министерство за европски прашања. Некој институција во државата која што има координативна улога да може да ги координира останатите министерства во многу важно за нас реформската агенда, која што е еден документ признат од Европската комисија, дека е најдобар во регионот, дека ние навистина сме ги детектирале работите кои што треба да се сменат и сите оврски како реформи да ги направиме заеднички како институции да може да продолжуваме понатаму. За сега одлично си ја работиме работата сите институции, Министерството за европски прашања го координира процесот. Јас имам одлична соработка со министерот Муртезани, така што заеднички се бориме да успееме во таа приказна и сметам дека можеби некои рокови ќе ги завршиме малку порано, но она што е многу важно, мислам дека ќе ги завршиме. Веќе некои институции, Министерството за образование и така натаму завршуваат и многу побрзо. Она што е многу важно е дека ние сме посветени на работата. Ние кога зборувам, не зборувам само за Министерството за европски прашања, туку зборувам за сите институции кои што се вклучени во реформската агенда. Има неколку столбови кои што се многу важни, тоа се реформи во правосудството, реформи во образованието, дигитализацијата која што сме ја детектирале како еден од многуте проблеми во државата и така натаму и ред други животна средина и така натаму и мислам дека одлично се движиме за сега. Светот се ресетира во последно време, така велат на глобално ниво. Евидентни се твоите контакти, блиски односи со новата администрација во Соединетите американски држави. Нов председател, стар нов председател во Америка, обкружен со луѓе кои што вака според она што го добиваме ние како информација од Република Македонија, кои што се пријателски настроени кон Македонија, френдли, како кажат американците. Прво, кои се вашите очекувања од новата администрација? Дали ние како држава ќе имаме некој бенефит од тоа? Дали новата политика, менувањето на курсот на политиката на Соединетите американски држави ќе влијае позитивно во Македонија? Што ќе донесе тоа? Дали нашите позиции во иднина ќе бидат многу подобри, поквалитетни од ова што во моментов го имаме? Мојот животен пат некако така ме донесе да можам да запознавам и македонци кои што живеат и работат во Соединетите американски држави. Такви се контактите кои што ги имам со Крис Павловски, македонец од Преспа, кој што многу си ја сака државата. Преку него и во една, така да речеме, една екипа го запознав и сегашниот секретар за економија и трговска размена Хавард Лутник и така натаму. Тоа се некои контакти кои што сум ги направила претходно, но како што кажав и на почетокот на ова интервју, дека се она кој што е мое го оставам на располагање на државата само за да успееме и Македонија да стане успешна приказна. Мислам дека имаме доста што да сработиме. Она што го очекуваме е дека навистина ние на еден економски план првенствено ќе се завршиме домашната задача и ќе успееме како држава, затоа што повеќе од потребно е ние економски да бидеме на едно повисоко ниво. Сметам дека има многу успешни македонски приказни кои што се надвор од границите, кои што може да ни помогнат и кои што можеби дел од нивниот капитал да го вратат во државата. Тоа е и тенденцијата на председателот да може луѓето да се враќаат дома. Пример, така? Да, имаме веќе. Крисе во Македонија. Крисе во Македонија уште од 2011 година каде што отвора една фирма Козмик и така натаму, вработува одредена група на луѓе, меѓутоа плановите се навистина големи, имаме нешто за кое што дополнително почнавме веќе, ќе го имаме и друго што треба да сработиме и така натаму, но она што е важно дека сите контакти кои што доаѓаат во Македонија навистина ги прави македонец кој што многу си ја сака државата. Така беше и средбата со Тетер, кој што се една од водечките фирми на господин Джан Карло, инаку собственик на Тетер групацијата, најдобрата компанија во светот кој што се занимава со криптовалути, но имат и некои други останати бизниси и така натаму, се заинтересирани за државата и она за кое што особено сум горда е дека навистина им се допаднавме како нација, како гостопримливи луѓе кои што ветуваат една сериозност во намерите кој да дојде од нас од надвор да го пречекаме со широко срце, така што мислам дека доста ќе успееме во тој поглед. Во поглед на политичкиот дел, сметам дека вакви контакти сме немале во овие 30 години, особено председателот на владата со кабинетот на председателот Трамп, навистина ќе ги искористиме во еден домен да не биде целосниот притисок само на Македонија, но
најважно за нас е да си ја раскажеме нашата приказна, да си ги раскажеме нашите аргументи и кога веќе седнуваме на маса од исти позиции, каде што сепак си кажуваме нашите ставови црвени линии, мислам дека перцепцијата за нас е веќе подруга. Со оглед на тоа дека првпат се случува нешто вакво после 35 години, вакви блиски линкови контакти со Соединетите американски држави, добрите познавачи на политиката секако ќе го поздрават тоа, нели политичките опоненти 20 луѓе исто ќе зборуваат и тоа дека не чини. Што е со тие луѓе кои што цело време нели беа во приказната Америка вака вели, Европска унија вака вели, сега кога се сменети овие курсови од целата таа приказна комако да се изгубени, нели? Да, својата идеолошка матрица точно. Прво имаше две работи. Прво беше ВМРО да помане антизападно, антиевропско, вакво такво небањати и слично и така натаму. Меѓутоа, ајде сега да се вратиме на што ВМРО владите на ВМРО да помане подпишале. Прво, стратешкото партнерство со Соединетите американски држави, договорот го подпиша владен функционер од ВМРО да помане во време на влада на ВМРО да помане. Договор за партнерство со Европската унија во безбедноста и одбраната исто владен функционер на ВМРО да помане. Сега подпишувавме стратешко партнерство со Обединетото кралство, пак функционер на ВМРО да помане го подпишува, односно постои владата на ВМРО да помане. Што е тука антиевропско, што е тука антизападно? Да, и да те потсетам, 1991 година единствена политичка партија која што во својата програма бараше директно членство во НАТО и многу блиски врски со беше ВМРО да помане. Така. Ајде, спомна последнава работа која што Македонија ја направи на самитот во Тирана. Значи, како го оценувате овој самит во Тирана? Нашето стратешко партнерство со Обединетото кралство кое што представува едно вака пријатно изненадување за сите кои што живееме овде. Точно. Обединетото кралство е една нели од најмоќните, баш така највијателните држави во светот. Да. Прво има неколку работи кои што мора да се стави крај еднаш во државата, а тоа е постојано да се минимизира трудот на другиот. Затоа што ние само со работа го докажавме тоа дека нит сме против ЕУ, нит сме против НАТО. Доктрината на ВМРО да помане вика дека две стратешки цели мораме Македонија да ги има. Единствен пат е Европската унија и членство во НАТО. Во НАТО успеавме, се стремиме да влеземе во Европската унија. Друго кое што можам вака од терен да го сведочам е тоа како ги наследивме институциите. Верувајте ми, дека состојбата во институциите е надвор од европско однесување. Во сите институции руинирани вела институции од А до Ш е надвор од европско. Намерно ли беше направено или од немарност, од незнаење, од неспособност или беше со некоја намера направено да условиме како држава за да не биде после тоа овие кои дојдат? Да. И така јас мислам дека ревизијата тоа ќе го покаже, веќе го покажува во одредени институции, затоа ние сме одлучни во борбата против криминалот и корупцијата која што се случувала до превземањето на власта од страна на владата на ВМРО да помане. И албанците живеат во таа иста реалност и не се задоволни. Изминатите години се иселени и десетици и од албанците, и од бошњаците, и од србите и така натаму. Тоа е едната работа. Втората работа е дали намерно или ненамерно го правеле тоа, сметам дека со умисла е правено, меѓутоа тоа не е мое да судам, јас не сум истражен орган и така натаму, тоа ќе се позанимаваат институциите, но она кое што го гледам како човек, како граѓанин, како македонски граѓанин, кога влеговме во институциите, навистина не само што беа руинирани, туку и девастирани беа. Она кое што нас ни се случувало изминатите години, не може да не знаел никој дека се случува. И сметам дека на сите тие кои што полна им беше устата со европско семејство, Европа, ја носевме Европа, па се сликавме во авиончиња, па не знам, објавувавме статуси, само што не примиле. Џабе беше тоа што се дадовме и направивме толкава жртва. И така натаму, а она кое што реалноста позади сето тоа е реалноста била сосема друга, односно уништување на државата. Тоа убаво кажа Преска, ги наброја работите кои што во време на владењето на ВМРО да помene се подпишани. Ако почнеме сега да ги набројуваме работите кои што се подпишани во времето на владењето на овие другите, ќе биде само нели договори каде што отстапуваме од имија, знаме сите тие останати работи. Да. Но да се вратиме малку на ова е многу актуелно со Обединетото кралство што се случува и договор кој што го подпишавме, ова што
ќе биде благодет за нашите, иако јасно кажа и амбасадорот на Обединетото кралство во Македонија, и председателот на владата на Република Македонија, и британската влада, но да чуеме би било убаво и од заменик министерот за европски прашања. Се шират лажни вести дека ќе има мигрантски кампови, дека една од приказните за овој договор е токму тоа. Јасен беше премиерот и амбасадорот и како што кажавте сите институции, не знам што повеќе треба да се направи за да се докаже пак на тие 20 луѓе дека нема да има мигрантски кампови и така натаму. Не, во тој договор навистина има инфраструктурни проекти кои што навистина ќе донесат добро за државата, ќе се сменат многу работи и така натаму. Од друга страна е многу важно дека една Велика Британија, на Обединетото кралство стои позади работата на нашата држава. Ние направивме историски потек со тоа. За тоа бенефитот ќе го видат граѓаните, нема да биде тоа нормално преку ноќ, затоа што станува поголемиот дел за инфраструктурни проекти, ќе се градат многу работи, ги наведе премиерот за кои што се планирани, така што мислам дека секој еден, ајде да кажеме наша валута денар ќе биде соодветно потрошен за доброто на македонските граѓани. Пак ќе зборат тие 20 луѓе, пак ќе кажуваат лаги и така натаму, ќе излезат на некои невротични пресконференции, ќе се трескаат од земја и така натаму, но нека остане тоа на нивно, ние да си ја сработиме работата. Мислам дека овој договор нас ни донесе и ќе ни донесе многу бенефити. Од друга страна ја поздравувам работата на владата која што работела на еден таков договор. Ние во план имаме и други договори кои што следуваат во период, не откривам ништо затоа што сметам дека сега сме веќе во фаза на работа. Мислам дека следуваат. Но ќе кога треба да се обелодени дека ќе доеш гостинува. Доаѓам. Договорени сме. Мислам дека ние имаме навистина визија, план и визија како сето тоа да го направиме и навистина конечно државата да оди на подобро. Целта ни е да си ја вратиме државата, затоа што имавме навистина не само многу национални понижувања кои што не уништија како нација, но она што е навистина наш предизвик, но и наша цел е нашите деца да растат во една здрава држава која што економски ќе биде зајакната, каде што нема да има корупција во сите институции, односно нема ти бараат 500 денари кога треба да идеш да вадиш извод од матична книга на родени или не знам што. Значи таа една ситна корупција да ја спречиме, но нашата главна цел е високата корупција да ставиме крај. Добро тргнавте, да видиме како ќе заврши целата таа работа. Јас сум оптимист многу. Еве малку да одиме со еден едукативен дел токму поврзано со медиумите и твојата работа. Значи, што е вака ти како жртва на манипулативни наративи? Така. Би порачала на јавност? Како да се борат со тоа? Има многу луѓе кои што лошо поминуваат, значи ќе го прифати многу лично, персонално, не дај Боже се разболува, некој нема сила, енергија, никогаш повеќе не влегува во целата таа работа. Да. Па си трпи последици во животот после тоа, вакви, такви. Што би им препорачала? Што би порачала на јавноста? Како да Прво, борба против лажните вести, за да ја добиеме таа борба, сметам дека треба да имаме едно заедништво и проверување на она што се случува и она што ќе се пише и така натаму, да ја надминеме тој момент на навреди, лични хајки, против семејствата хајки и така натаму, затоа што сметам дека никаде не води никако нас лично, туку и државата. Мора да се издигнеме на сето тоа, лични напади на семејството да прекинат, секој да се трне од себе. Јас никогаш нема да си дозволам, прво затоа што сум мајка, жена, сопруга, дел од општествениот и политичкиот живот да вратам со иста мера, затоа што тоа не ми дозволува моето домашно воспитување. Ќе бидеш иста како нив. Така е, ќе бидеш иста како нив, но она кој што сметам дека граѓаните треба да го знаат е дека треба да гледаат напред. Навистина ние сме задолжени еве како моментална влада да донесеме едно подобро утре во државата и секако сите оние црвени линии кои што ги зборуваме за националното обединување да конечно да успеат и така натаму, но од друга страна да ги проверуваат фактите, а процесот на мизогинија да го остават за во 17 век, затоа што веќе време е нацијата да се крени на едно малце повисоко ниво. Токму така јас овде што успеав да извадам работи во кои што си онака брутално напаѓана. Само на едно си има подпишано, еден со име и презиме, другото го нема. Тоа дали
цениш дека нападите доаѓаат 100% од алтернативните, условно кажано, медиуми, социјални мрежи, сите тие работи. Дали мислиш дека е потребно законски да се регулираат социјалните мрежи, порталите и слично, за да Апсолутно. Она што го кажа Преска, да има доле име и презиме кој се потпишал, нели? Ја нападнал Викторија Трајков, Александарович Иклиски, ама е потпишан и стои за цето тоа, така? Ке треба и да го докаже тоа на суд. Нели домен на Кариби, уредникот таму па го сменил. Што мислиш, дали потребно законска се регулира? Јас сум поборник да има законска регулатива, особено да се регулира однесувањето по социјалните медиуми, затоа што надвор од овие неколку држави кои што го делиме Балканот, секаде е регулирано и не може секоја, ајде да не се изразам лошо, малце по ниска психа со, како да кажам, со без имање храброст да се потпишува со никнейм или не знам со некое лажно име и да пишува се и се што за Викторија Александар и така натаму. Не е во ред, а од друга страна кога веќе ќе знае дека има реперкусии по законот, нема да си го дозволи тоа. Така што сметам дека и сум поборник тоа да се случи, особено во делот на регулирање и на порталите и на социјалните медиуми. На порталите мислам дека веќе го средивме тоа, имаме законска регулатива, ќе мора уредништвото да биде потпишано и секој некој што пишува, затоа што и во таму бевме разглас во сервирањето на лажни вести, но истото тоа треба да се случи со социјалните медиуми. Дали мислиш дека може ова регулација на овие условно алтернативни медиуми би требало нивната регулација да биде исто како кај традиционалните медиуми говориме, значи овие што се кои што се професионални традиционални во Република Македонија, на истиот начин да биде регулирано. И уште едно подпрашање, претходно се вратиме на претходно прашање, дали таа регулација на тие портали, подкасти и сите тие останати работи може да биде злоупотребена во форма на цензура некој после тоа да наметне. Тоа законски би се регулирало. Има, прво дури момент на автоцензура, не само од себе да се уплаши дека ќе каже нешто или ќе напише. Мора еднаш за секој да се стави крај на навредите. Значи, за тоа сум јас поборник. Без разлика, јас ја поддржувам секоја иницијатива за говорот кој што е слободен, кој што треба да се каже секоја мисла, кој што не треба да биде секојаш во линија на политичарите, може некојаш не се согласуваш и така натаму. И секоја европска вредност вика дека слободата на говорот треба да биде загарантирана уставно право. Да, и така е, но не може во една соба од 2 на 2 сме седнале тројца манги и тука фрламе отров на сите страни, ништо не чини и така натаму, тоа не треба да се дозволи веќе еднаш за секогаш, затоа што навистина е нешто за кое што одамна требаше да го надминеме како држава и да пораснеме во тој домен. Од друга страна, кога се работи за законска регулатива, сметам дека тоа правниците подобро ќе го кажат. Има начин за земање на примери од посериозни држави, поголеми држави од нас и така натаму, и веќе еднаш за секогаш да ги регулираме и тие работи. Не може да се земе една Викторија која што добила функција заменик министер за европски прашања, дрва и камења да се фрлаат оркестрирано од иста група на луѓе кои што до вчера пак наплаќаат дебело од европски фондови или разни грантови за таа слобода на говорот. Не може тоа да се. Значи да резимираме, односно 30 години ништо не работеле. Сега е уствари проблемот, па Викторија им е крива, веројатно заради тоа што Вака да резимираме за ова, значи регулацијата не е цензура практично со законот, туку само сетирање на правилата. Па тоа е исто, ајде сега да речеме дека ние ставаме казни за брзо возење, ама ги запираме да адреналинот да им се Добра споредба. Тоа е тоа, се знае, има правило, има закон во државата и секој треба да го почитува без разлика дали е некој на јавна функција или не е на јавна функција. Ние сме граѓани во оваа држава, сите живееме под исто небо. Моето дете излегува и ја преминува улицата на тој истиот пешачки премин каде што и твоето и тојот надвор и така натаму. За сите опасноста голема. Без разлика дали е мое, твое дете или така натаму. Така што, ако е законот закон, правилото правило, треба конечно не за секојаш да се почитува во државата.
Настапуваш со многу енергија, вака морам да признаам. Од каде црпиш поддршката? Од кого? Не се откажувам, затоа што уверена сум во приказната. Од каде црпиш? Убедена сум во приказната, точно, убедена сум во приказната дека можеме да успееме, дека конечно во државата може да се сменат работите на подобро, а најголемиот извор на енергија ми се децата, кои што не сакам да заминат од државата. Можеби се уште мали и не размислуваат на таа тема. Григорија е некој 12 години, Галина е 9. Но она кое што такви социјални медиуми може да влијаат врз нив за да си речат па ајде сега ќе идеме да живееме на друго место и така натаму, не сакам да се случи и затоа тоа ми е некако најголемиот дел од енергијата да направам нешто подобро не само во делот на евроинтеграциите, туку и да се подобри животот на граѓаните. Некако би изгубил битката како родител ако си го одгледа по 18 години отишол во странство, ако не си успел да го задржиш. Одлично. Ајде уште едно вака за хипотетичко прашање пред самиот крај. Дали некогаш ќе се обидеш да се соочиш директно со авторите напади, од овие напади? Велиш дека во секое време. Кога ме запознаат лично луѓето го менуваат мислењето за себе. Јас си ги поканувам да бидат дел од мојот кабинет и да дојдат во мојот кабинет и така натаму. Многу сакам вака лично очи во очи да се соочиме и само да ги прашам зошто. Знаеш, зошто сето ова? Нит ме знаеш, нит ме познаваш, која е потребата, зашто го правиш ова? Но и од друга страна да им помогнам ако навистина имаат реален проблем како граѓани на оваа држава, затоа што јас пак сум и дел од оваа влада која што нели е платена од македонските граѓани. Така што во секој момент сум спремна на соочување. Може тоа да биде јавно, може да биде во било и во емисија и така натаму, затоа што јас имам чист пристап и сум човек кој што сака и искрено верува во приказната дека Македонија може да стане подобро место за живење. Некако брзо ни помена разговоров, но те држам за збор она што кажа дека ќе додеш повторно во нашата емисија. Вака еден куриозитет за денеска, ти си првата жена која што доаѓа практично гостин во оваа наша емисија и причината кажавме. Те молам да не бидам последна. Во секој случај не. Но и си првиот политичар активен кој што доаѓа во оваа емисија. Ти благодариме во секој случај што беше дел од оваа наша платформа за борба за вистината. Благодариме што се приклучи во целата оваа приказа, бидејќи твоите искуства се многу автентични и реални во оваа борба. Ти посакувам многу голем успех во твојата работа. Да продолжиш со оваа енергија која што ја имаш, резултатите ги очекуваме многу брзо. Народот во Македонија на некој начин беше уморен, заморен, сега гледа некој зрак на надеж, гледа одредени промени. Ви посакувам успех на вас и на целиот ваш тим и да се гледаме во следното издание на емисијата за убави работи, само да збориме. Така, ќе имаме уште многу за што да се гледаме и да се слушнеме и да разговараме. Јас сакам прво многу да се заблагодарам за поддршката пред сега како жена во политичкиот живот кој што постојано ми ја давате и вие како тим и така натаму, затоа што па искуството ваше кој што го имате претходно е навистина многу поголемо од моето. Од друга страна сакам да се заблагодарам и на поддршката на македонските граѓани, особено на жените кои што се дел од животот во државата, на тие македонки кои што се поистоветуваат со мојата приказна и да дадаме на еден поттик да не се откажуваат и сето она кое што го имаат замислено во поглед на делување да си го остварат, а од друга страна кој што ќе каже ако е потпишан под псевдоним, воопшто не е важно. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за седмото издание на емисијата Проверитост, платформата за борба за вистина. Бидете дел од нас, следете на сите социјални мрежи, на нашата веб страна, не заборавајте да стиснете subscribe и да станете дел од борбата за борба за вистината. Ви благодарам. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.